Добродојдовте во уште едно издание на информативната емисија Отворено за вечерва. Мој ваш гостин е господја Анида Цецева, директор на детската градинка Димче Мирчев. Со магистар Цецева ќе разговараме за институцијата која што е една од најстарите во општина Велес, а тоа е детската градинка Димче Мирчев. Постоите повеќе од 70 години. Нашата установа сопственото бетисување го почнува далечната 59 година, кога е основан првиот објект, а објектот број 1 кој што ние го нарекуваме Маргаритки. Од тогаш до денес има 6 објекти во општина Велес и од пред 2 години еден објект со меѓуопштинска соработка во општина Градско. Успешно функционираме, постои задоволителен, дури и огромен интерес за запишување на децата во последните години. Бројот на децата кои што пристојуваат во нашата установа во моментот е 1180, тие се згрижени во 45 возрастни групи, сместени, реков, во 7 објекти, 6 во Велес и 1 во Градско. Функционирањето и вршењето на дејности согласно законските прописи во своето функционирање и ние припаѓаме на општина Велес и ингеренции на Министерството за труд и социјална политика. Она што е специфично за институцијата со која што вие раководите е тоа дека покрај тоа што се грижи за згрижување на децата или на немладите, една од основните улоги е да ги едуцира. Каков е кадрот со кој што располагате, дали имаме доволно наставнички, доволно образован или кадар кој што ќе работи со од најмала возраст на децата па до оние до предшколска возраст? Значи, воспитната и образовната компонента е мощно значајна во предучилишната возраст. Постои став дека првите години, првите 6 години се особено важни за градење на личноста на човекот и од тука се посветува особено внимание во однос на градењето на навики, сознајниот дел, развојот на социјалниот и емоционалниот компонента, односно социјалната и емоционалната компонента на развој на децата како идни наши интелектуалци. Имено, ние функционираме врз основа на одредбите на законските прописи во Република Македонија и спроведуваме програмата за рано учење и развој. Покрај спроведувањето на оваа програма, во рамките на детската градинка, со цел престојот на децата да биде поинтересен, секоја година имаме голем број на проекти кои што се спроведуваат. Проектите кои што ги избираме се резултат на предлозите на воспитно-згрижувачкиот тим и стручната служба. Секоја година, значи, со различна возрастна група имаме различен тип на проекти, преку кои што децата ги прошируваат сопствените сознанија, децата учат нови термини, како што ви реков, преку игра. Престојот во градинки им станува поинтересен, а и учат за светот околу нив. Освен на овие проектни активности, воспитниот и образовниот дел се збогатува и со факултативни активности кои што години наназад се спроведуваат во нашата установа. Како факултативни активности ги имаме изучување на англискиот јазик како странски јазик, потоа ни е спортот застапен во последниве неколку години и ритмоденсот, односно балетот. Кога станува збор за она што е новина во работата на детската градинка, е нешто што овој месец почнува да се промовира, фактички од идниот месец или на денот кога ќе го славите својот патрон ќе почне да функционира, а тоа е собата за сензорска интеграција. Што значи ова? Каква соба е? За кого е наменета? Собата за сензорна интеграција е еден нов проект на кој што работиме скоро 2 години, кој што оваа година очекуваме да финишира и ќе биде свечено отворен на 7 април, кога ќе учествуваме нашиот патрон празник. Идејата за отворање на ваков тип на соба произлезе од персоналот на институцијата, односно од дефектолозите кои што работат во нашата установа, преку истражување што ние можеме повеќе да направиме за децата кои што имаат потешкоти во нивниот развој. Согледавме дека постојат различни методи на работа со овој тип на деца и се заинтересиравме за сензорната интеграција. Од кога се јави оваа идеја, направивме низа на истражувања. Посетивме еден таков центар за рехабилитација и едукација кој што функционира во Белград. Видовме како тие искуствено работат. Двајцата дефектолози ги пративме на обука, помина обука за соодветна сензорна интеграција, значи добивме интелектуален капитал кој што ќе може да работи со тој тип на окупациона терапија. Како што ви споменав, периодот на предучилиштето е мощно важен за градење на личноста и затоа и во нашата установа, освен работата и помошта која што сакаме да направиме за децата со потешкоти во развој, ние најмногу внимание посветуваме во однос на функционирањето и создавањето на здрав кадар, здрава иднина, па затоа заедно со собата за сензорна интеграција, тоа ќе биде еден склоп на 3 активности кои што ќе се одвиваат во објектот Звончица, објект број 6. Освен оваа соба ќе функционира и советувалиште за деца и родители.
кој што ќе работи на поставување на линк помеѓу институцијата, односно помеѓу градинката, родителите и дечињата кои што се корисници на нашата услуга. Советувалиштето ќе обработува најразличен тип на теми кои што тој смета дека се актуелни, кои што ќе бидат предложени од страна на стручниот персонал, а едновремено и теми кои што ќе бидат на барање на родителите. Да појасниме за родителите кои што не следат. Кои се дечиња ќе може да ги чувствуваат благодетите од оваа соба? Значи, собата за сензорна интеграција најнапред ќе почне да работи како што и функционирањето на установата ќе ги дава својот тип на услуги за децата кои што се корисници на услуга. И тие ќе можат да бидат корисници на оваа просторија. Дали ќе се прошири понатаму одреденото работење или не, дали има потреба да даваме услуга за друг тип на дечиња од соодветната возраст, ќе видиме, ќе покаже и днината и начинот на функционирање на собата за сензорна интеграција. Какви се вашите искуства еве од Белград? Дали тие се затвориле не само за нивната установа или пак можеби услугите ги даваат и за дечиња кои што не се згрижени во установата? Центарот за едукација и рехабилитација кој што го посетивме во Белград е во приватна сопственост и значително е различен пристапот во однос на ова, значи не функционира како дел од градинка. Меѓутоа имам искуства кога ваков тип на соби постојат и во рамките на предучилишните установи, истите се однесуваат само на оние дечиња кои што се корисници на услугата. Во самото почнување на работата на оваа соба за сензорска интеграција ќе биде проследена. Се надам дека во некое следно ваше гостување во К1 телевизија ќе имаме можности да разговараме и за резултатите кои што се добиени. Имајќи во предвид дека постојано ги усовршувате сите клонови кои што се дел од детската градинка, може ли да ни кажете какви се условите во кои што во моментов работите? Знаејќи дека средината во која што престојуваат дечињата е особено важна, таа представува стимулација на голем број на чувства, емоции, градењето нивно. Тргнавме од тоа и просторот во кој што престојуваат да го разубавиме, да биде со соодветни бои кои што ќе влијаат на нив, мебелот да биде нов, да биде удобно престојувањето нивно во занималните. Значи, еден од чекорите кои што го направивме, со кој што сме при крај, скоро сите објекти во установата имаат добиено интериерно, па дури екстериерно нов лик. Се потрудивме секој од занималните да биде посебен свет на дечињата во кој што функционираат и престојуваат доволен број на часови. Го обновивме мебелот, купивме нови масички, столчиња, креветчиња. Постојано го обновуваме секоја година дидактичкиот материјал, библиотечниот фонд, така да условите во нашата градинка да бидат што поубави, попримамливи за дечињата и да сакаат да доаѓаат и да престојуваат во нив. На почетокот напоменавте која е бројката на дечиња кои што се згрижени во детската градинка. Интересот е голем. Не е прв пат да кажеме дека капацитетот е веќе надминат. Има ли услови за ширење на градинката? Планирате ли да градите можеби нов објект? Јас во детската градинка сум од 2011 година. Тогаш бројот на запишаните деца беше 770. Значи сега во 2015 година се веќе 1180, што покажува на зголемен број на деца. Секој од објектите и од групите со број на деца над предвидениот по норматив, тоа покажува дека интересот за запишување во предучилишните установа во Велес е зголемен. Од тука целата ситуација треба да се следи, да се направи план и интерес, да се види интересот на родителите и какво е движењето во градот и каде постои, во кој од објектите постои интерес за зголемено запишување на дечињата и да се направи потоа план дали постои можност за доградба на постоечките објекти, дали постои можност за отворање на некој објект во нов дел од градот. Градот ни се шири кон тунелот, имаме нова изградба, кон населбата тунел имаме нова изградба на стамбени објекти, кој што исто така ќе доведе до зголемен интерес за запишување и доведе до зголемен интерес за запишување во соодветниот објект во Дизни во населба тунел. Значи ова е прашање за кое што треба да се размислува. Кога сме еве кај детската градинка или кај клонот во населбата тунел Дизни, тој неодамна беше комплетно реконструиран, реновиран. Во дворот имаше специфични играчки поставени за дечињето. Она што постојано се соочувате тоа што несовесни граѓани ги уништуваат. Како се справувате? Дали чувар, дали видеонадзорот сега го реши проблемот?
Значи, современото време ни донесе нов тип на проблеми, од кои што се гледавме дека ни треба обезбедување, освен видеонадзор, дека ни треба и физичко обезбедување во секој од објектите. Во случајов имаме патролно обезбедување обезбедено во јавна постапка, односно постапка согласно Законот за јавни набавки. Од кога објектите се под видеонадзор и постои обезбедување на истите, морам да забележам дека и самите објекти, а и опремата во дворните површини на објектите во многу подобра состојба. Детската градинка Димче Мирчев е една од првите градинки во Република Македонија која што има свој клон, а не е на територија на општината на која што постои. Таков е случајот со градинката која што вие имате во општина Градско. Од каде соработката веќе 2 години работите, постои ли интерес ваква соработка или вакво нешто да се реализира и во некоја од другите соседни општини на Велес? Искуството кој што го пренесуваат колешките од другите општини, интенцијата на нашето министерство е да се создаде што е можно повеќе ваков тип на објекти на децата од руралните средини, да им бидат достапни предучилишните установи. Така последните 2 години, па можеби и 3, се отворија голем број на ваков тип на градинки објекти во Република Македонија. Голем број на општини во кои што немаше градинки, гледаме преку медиумите дека веќе им е достапна овој тип на услуга. Иницијативата за отворање на ваков тип на градинка произлезе всушност од самата општина и барањето на општина Градско. Тие тоа го решија заеднички со општина Велес и битисуваме, функционираме одлично, интересот на децата е задоволителен. Значи во тој објект има една комбинирана група во која што се запишани 32 деца, а постои интерес и можност за создавање на уште една група, затоа што општината има интерес и родителите имаат интерес за користење на предучилишната услуга. Дали може би интерес пројавуваат некои од другите соседни општини кои што се околу Велес, ова да се случува и на нивната територија? Може би Лозово, може би Чашка? Градинката во Лозово е дел од, според мои познавања, е дел од градинката во Свети Николе, значи објект кој што функционира под градинка од Свети Николе. А до мене има одредени информации и нашле за потребно да стапат во контакт вработени од општина Чашка за собирање на одредени информации. Тие се земаат за обврска и да испитаат колку всушност постои интерес и да направат анкета за запишување на деца во предучилишна установа, меѓутоа знам дека целата иницијатива е до тој степен. За успешното функционирање на градинката многу значајна е соработката со невладините организации. Може би детската градинка е лидер во општина Велес кога станува збор за оваква директна соработка. Како резултат на една таква соработка веќе изградивте и спортска соба. Соработката со невладиниот сектор е нешто континуирано што трае во рамките на детската градинка. Согледавме дека колку повеќе пријатели и партнери имаме во нашето работење, толку е подобро за нас, толку сме поуспешни ние. Затоа нашата соработка долги години со одредени невладини организации е мощно успешна. Освен создавањето на спортската игрална и набавка на соодветни спортски дидактички средства, имаме набавено голем број на материјали кои што се благодарение на активноста на невладиниот сектор. Минатата 2015 година во соработка со НВО 4664 и со Lions клубот успеавме за логопедскиот кабинет кој што ќе биде дел од центарот кој што планираме да функционира во објект 6 Звончица. За логопедскиот кабинет од Швајцарска амбасада добивме логопедски сет и вибрафон кој што е од големо значење за вршење на работата на логопедот во установата. Исто така имаме план да направиме и креативен центар во објектот 3D Телинка. Таму заедно со невладиниот сектор повторно се обидуваме да најдеме начини и средства за изградба на истиот. Еден од проектите кои што неколку години се спроведува е дел и од програмата на Министерството за образование градини во детски градинки и биди пријател со растанијата. Колку нови начини децата се запознаваат со здравата храна? Градини во детски градинки е проект кој што го внесовме на иницијатива на Министерството во сите објекти, а кај нас функционираше во еден од објектите пред да биде предложен од страна на Министерството. Повторно истиот објект од кој што почна всушност дејноста на градинката Димче Мирчев, објектот број 1 со години наназад имаше сопствена градина, затоа што таму дозволуваа условите и децата одгледуваа
зеленчук од создавање од семето, па до расадот, па се до плодот, истиот го консумира. Една година имавме многу интересна ситуација во која што сите плодови кои што ги одгледа им ги поклонуваа на секој од објектите, па тие во летниот период правеа соодветна активност, дали дробеа салата, правеа пинџури, најразличен тип на други активности поврзани со градините во детските градинки. Потоа проектот беше предложен од страна на Министерството. Во создавањето на проектот бевме консултирани и ние. Проектот е мощно успешно прифатен. Сега во сите објекти се одвива, дури и во општина Градско. Во сите објекти, зависно од определените услови во кои што во надворните површини на различен начин направивме градини. Градините сега сме во припрема во овој месец на просторот со цел да се создаде расадот, па да се засади градината, па истата се одгледува од страна на децата, се наводнува, па го наблюдуваат процесот на создавање на плодот, па зрењето на плодот и на крај доаѓаме до консумација на истиот. На овој начин, освен што имаат одредена активност која што е мощно продуктивна децата во градинка и учат преку истата, а и преку градини во детските градинки и ред на други проектни активности кои што се случуваат во нашата установа, дечињата учат за здравиот начин на живот, традиционалниот начин на живот, за здравата храна, што е особено важно. На еден од состаноците на Советот на родители ни беше укажано дека дечињата дури дома бараат, тие кои што имаат можности за дворни површини, и во нивните бавчи да се засади градина за да може да одгледуваат и дома. Значи, мощно е популарен кај децата овој проект. Не за џабе се рекло дека едукацијата на детето се пренесува потоа и во домашните средини. Двосмерно. Да. Градинката во Велес е една од неколкуте градинки кои што се дел од проектот на Алијанс клубот кој што треба да се реализира, а станува збор за проверка на видот на децата. Дали сите дечиња кои што се дел од детската градинка ќе бидат вклучени во овој проект или има целна група? Значи, овој проект е проект кој што ќе трае 2 години, веќе е започнат. Започнаа прегледите во еден од објектите во објект Сонце. Ги опфаќа децата од 3 годишна до 6 годишна возраст, врзано со превентивните прегледи и утврдувањето на проблемите со видот од страна на децата. За извршувањето на истиот побаравме согласност од страна на родителите писмена. Прегледите ги врши доктор специјалист офталмолог докторот Тодор Јаковлевски. Тој доаѓа во нашата установа. Потоа апаратот со кој што прегледува мобилен, едноставен, интересен за децата. Децата немаат никаков проблем, ни страв однос на прегледот. Онаму кој што ќе се утврди дека постојат проблеми, значи сите податоци кои што ќе бидат утврдени се евидентираат во посебен систем. Тој систем ќе биде достапен и на нашето Министерство за труд и социјална политика и на Министерството за здравство, а во оние случаи каде што ќе се утврди дека постои проблем и постои потреба од дополнителни проверки, докторот ги упатува родителите на дополнителни очни прегледи за дечињата. Значи, проверени се, минатата недела почна целата активност со Алијанс клубот во нашата установа. Проверени се некаде, прегледите се превентивно поминати на бројка околу 100 деца. Ќе продолжи во сите други објекти, навреме ги известуваме родителите за соодветната активност и повторно истиот проект е мощно поздравен од родителите затоа што им помага во однос на рано откривање на овој тип на состојба и проблем, кој што утврдиле дека е најдобро да биде решен и да може да се преземат одредени постапки во периодот од 3 до 6 години. Врзано со оваа проектна активност, односно независно со оваа проектна активност, а повторно врзано со истата проблематика, ние со докторот Тодор уште минатата година имавме едукативни работилници со родителите, на кои што им укажавме на проблемите кои што можат да се јават, да се врзани со видот на децата од предучилишна возраст, и проектот носеше име за децата да гледаат подобро. Соработката со родителите е неминовна. Така се создава и довербата, затоа што сепак родителите ги довериле своите дечиња на згрижување и на едукација во вашата установа. Колку чести се средбите со Советот на родители, колку чести се средбите со родителите, колку тие имаат своји идеи, колку ги споделуваат со вас, колку учествуваат во активностите кои што заедно ги реализират? Советот на родители во нашата установа со години наназад има активна улога. Вклучени се во решавањето на сите работи и во голем број на предлози кои што произлегуваат и кои што дури и проектни активности кои што ги реализираме се активности во кои што се вклучени членови од Советот на родители и помагаат
Значи дополнително се ангажираат и него штедат своето време за да помогнат условите во кои што престојуваат децата да се подобрат, па институцијата да добие подобар рейтинг, репутација. Ние можеме да се пофалиме со активен совет на родители кој што е заинтересиран детската градинка да функционира безпрекорно. И на самиот крај јуни е месец кога сите со нетрпение го очекуваат, особено учениците, затоа што завршува школската година, но јуни е месец кога детската градинка на еден специфичен начин се збогува со оние дечиња кои што веќе од септември започнуваат во основно образование. Секоја година имате поразлична програма од претходната, повпечатлива, од каде идејата, што е ова, може би се знаели оваа година како ќе ги спратите дечињата од најголемата група? Значи, секоја година со дечињата од 4 годишна до 5 годишна и од 5 до 6 годишна возраст имаме еден главен проект од кој што ни произлегуваат две најзначени проектни активности или настани кои што се случуваат во детската градинка. Едниот е патрониот празник, на него учествува популарно кажано средната група на дечиња или дечиња од 4 до 5 години, тоа е на 7 април. Проектот кој што го работиме со нив завршува со соодветна приредба на 7 април. Годинава ќе бидеме пријатели со растенијата и ќе направиме забава во цветната градина. Она е најголема активност која што имаме и која што буквално е незначајна за нас, едновремено и најтешка затоа што се разделуваме со дечиња кои што престојувале неколку години наназад во нашата установа, е приредбата која што ние нарекуваме завршна приредба. Исто и за овие дечиња од 5 години до 6 годишна возраст во секоја година бираме на предлог на воспитно-згрижувачкиот тим или на предлог на стручната служба соодветен проект кој што ќе биде интересен за децата, се спроведува во текот на целата година тој проект и на крајот финишира со создавање на една раскошна завршна приредба на која што дечињата учествуваат, уживаат и се збогуваме ние со нив и ги испраќаме во редовното образование. Оваа година ќе бидеме во светот на боите. Изборот на музиката, изборот на костимите, идеите за сцената се веќе почнати, значи тоа е процес кој што трае неколку месеци, не е едноставна постапка. Тимот работи со ентузијазам, со интерес. Тоа им значи особено на воспитниот и згрижувачкиот тим од соодветната возрастна група на големите дечиња, затоа што тоа се деца кои што со нив биле долги години наназад и сега ги испраќаат пораснати, очовечени во образовниот процес и тие посебно се ангажираат. Дури за пофалба е тимот затоа што костимите кои што ги носат дечињата на завршената приредба се костими кои што сами ги изработуваме, костими во кои што користиме надворешни соработници да ни помогнат околу костимографијата. Изработката е повторно идеја и ентузијазам на вработените од нашата установа. Оваа година, значи во јуни, ќе се потрудиме уште еднаш да направиме одреден незаборавен спектакл и за дечињата, и за нивните родители, и за граѓанската заедница на општина Велес, затоа што гледаме дека настанот во градинката станува популарен и бројот на присутните ни е секоја година се поголем и поголем. Токму тоа сакам да ве прашам како последно прашање. Секоја година бројот на публика е зголемен, капацитетот кој што го имате, просторот кој што го имате е толкав тој ограничува. Дали можеби сте размислувале овие завршни приредби да ги правите можеби на некое друго место каде што ќе може да присуствуваат не само родителите, не само бабите и дедовците, меѓутоа и граѓани останати од Велес. Значи, размислувањето постои. Тоа е причината затоа што и самиот настан на завршната приредба од амфитеатарот, кој што собира одреден број на луѓе, го префрливме во дворот со цел бројот на посетители да биде поголем. Која ни е следната алтернатива идеја, ќе размислиме и ќе знаете, ќе ви известиме. Господја Цицева, јас ви благодарам што одвоивте дел од вашето време и бевте наши гости. Се надевам дека сето она што ќе го работите и во иднина, повторно ќе биде забележано од нашите камери и ќе биде пренесено на нашите гледачи. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, ви благодарам за тоа што и оваа сабота бевте со програмата на К1 телевизија. Останете и понатаму со нас, а нас гледајте ни во реприза. Пријетно.